Кире го има првото прашање и вели зошто во топли денови имаме намален апетит. Кире, не дека е само апетитот намален, се е намалено, нити се едноставно ти се лежи, нити се јаде, нити ти се работи, нити можеби ти се прави нешто дополнително во твојот дом, но како и да е, науката се уште нема точно дефинирано причина зошто е тоа така, иако има предпоставки, затоа што од една страна се немаат спроведено доволно научни студии конкретно на оваа тема за да се проучи што се случува во нашето тело, но како и да е, едната работа зошто се намалува апетитот е поради тоа што кога веќе надворешната температура е повисока од внатрешната, а внатрешната температура е 37 степени, тоа значи дека телото на еден начин вклучува одбранен механизам кој што сака да се заштити, затоа што секој од нас е доволно свесен дека предпоставувам, знаеш, че ми го поставуваш ова прашање, дека обработката на храната има и термички ефект, односно се ослободува некаква енергија при таа обработка на храна и затоа телото можеби некако се штити. Од друга страна, во најтоплите делови од годината и денови од годината практично се и најдолгите денови, а тоа значи имаме многу светлина, која што е присутна во голем дел од 24 часа кој што ги има едно денонокие, и тоа значи дека колку повеќе светлина и ден имаме, толку е поголем и помала, односно продукцијата на мелатонин, што науката предпоставува дека е доволен тригер за и дополнителни последици врз останатите хормони од сигналниот механизам, и при тоа тука се и хормоните, нели, кои што регулираат глад и ситост. Како и да е, тоа не подразбира дека човек треба, нели, да се остави без храна, затоа што ако функционирањето нели, ако јадам само кога сум гладен и ако пијам вода само кога сум жеден, не е најдобрата стратегија за задоволување на потребите на телото, така да таа е причината за немање на апетит, но затоа можеш да нели, барем во овие денови па имаме изобилство на зеленчуци, овошја сезонски, кои што може да ја направат таа компензација и да внесеш во телото доволно хранливи вредности.